на Балкан докажена работа. Значи, самата обсерваторија не само што има научно значење, не само што таа е споменик на човеческото културно наследство. Таа всушност е и голем потенцијал, стопански карактер. Значи, може да принесе развој и на Македонија, но уште повеќе на Македонија со една уникатна содржина која има на својата територија. Светско наследство на територија на една држава и обврска на државата да се грижи и да го чува тоа наследство. Значи, не е само тоа наше наследство, туку и светско. И затоа мораме да работиме сите на незина афирмација, но и да го искористиме за наши цели. Во научен смисла на зборот, мегалитската обсерваторија Кокино ги има сите карактеристики на древна обсерваторија. Да кажеме дека за да еден локалитет биде обсерваторија мора да имате централна позиција од каде ќе се гледаат сите маркери за подредување на пример на календарот. Значи, на Кокино ние докажавме дека бил изработуван лунарниот календар, кој всушност бил изработен и во сите стари други култури познати во светот. Затоа можеме сметаме дека културата која го направила Кокино, го користела во организацијата на својот живот, е на истиот ранг за сите веќе познати култури во светот од тоа време. Значи, на локалитетот е пронајдена таа централна позиција и од тука само тоа место се гледаат 9 маркери за следење на сонцето и на месечината во текот на годината и за правење на маркери. По друго место тие маркери не се гледаат во целост. На локалитетот исто така најдена посебна позиција за наблюдување на циклусот на затемнување на сонцето и месечината. Тоа е исто додатна вредност и многу голема вредност на обсерваторијата, затоа што циклусот на затемнување на телата, значи на сонцето и на месечината, имаат периоди кои се сумираат со десетици години. Во астрономијата е познат фактот, а тоа и било познато и на старите египјани, дека редоследот на затемнување на сонцето и месечината се повторуваат на 18 години и 11 дена. Но буквално од едно место, пред едно исто географско место, во исто време, по ист редослед, затемнувањата, значи, ќе се повторуваат на 54 години и 34 дена. Ние утврдивме 4 маркери со таков период од 54 години и 34 дена. Да стануваше збор за еден или два маркери, може и ќе се посомневавме во нашиот резултат. На 4 маркери кои покажуваат циклус на затемнување од иста серија на Сарос. Тоа е непобитен факт дека на тоа место се наблюдува затемнување на сонцето и месечината и тоа во големи временски периоди. Значи, самите овие два факта се сосема доволни да потврдиме со многу цврста, екзактна би рекле, методологија дека локалитетот е древна обсерваторија. Покрај тоа, на локалитетот има докажано ритуал за соединување на Божеството Сонце со владетелот. Значи, утврдивме посебен маркер, кој на крајот на летото, кога жетвата завршува, Сонцето изгрева точно во тој маркер. И се јавува снопна светлина кој го осветлува само еден од камените престоли кои се познати веќе, препознати белег на Галицката обсерваторија Кокино. Во тој ден седел таму владетелот на земјицата и зракот Сонце го осветлува само него. Тоа е всушност ритуално соединување на Божеството Сонце со владетелот. Тоа е така затоа што
Да не заборавиме дека пред 4000 години тоа била рано земјоделска земјица. Познавањето на циклусот на растенијата, значи правилното определување на времето на сеидба е исклучително важно. Вие ако го промашите тоа времето за сеидба, немате богата година, немате род. Во буквална смисла ви е загрозен опстанокот на целата земјица. Затоа циклусот на познавање на животот на растенијата и особено правилното одредување на времето за сеидба во пролетта е исклучително важно. Се сметало во тоа време, бидејќи немаме тогаш поделба на наука и религија, тоа се е еден единствен поглед на светот, дека владетелот е всушност пратеник или дете, например, некогаш на сонцето, например, на земјата. Сонцето се знаело дека е големо и добро божество кое командува со животниот циклус на растенијата. И, значи, со завршување на жетвата, всушност опаѓа и енергијата на владетелот и токму затоа е потребно изведување на еден ваков ритуал, на повторно обновување на неговата енергија токму на крајот на жетвата. Значи, и овој обред е докажан со сите карактеристики на мегалитската обсерваторија Кокино, значи тоа е место со двојна улога. Значи имаме активности од типот на правење на календар кој е чисто практична работа, значи за организација на животот на заедницата, а второ имаме и ритуална или религијска функција каде што сега имаме изведување на еден исклучително значаен ритуал за обновување на енергијата на владетелот и гарантирање на успешен род и живот на заедницата. Инаку, убавините на Кокино за првпат се најдоа и во списанието Национална географија, која воедно го бројува и во најубавите локалитети. Кокино како света планина и како еден локалитет е исклучителен предизвик од повеќе аспекти, меѓу другото и за човек кој се бави со арт фотографија. Сосема случајно, како што обично и бива таквите работи, го посетив локалитетот недека околу 2001 година, направејќи неколку фотографии за да им помогнам на Македонското истражувачко друштво. Потоа апетитите се зголемуваа со убавините на Кокино и покрај оние обврски да се направи документарна фотографија, да се направи фотографија од археолошки тематика и се работеа многу астрономски фотографии. Меѓутоа се крадеа мигови каде што повеќе се форсираше нешто натрешно свое за да се направи еден белег специфичен за тој локалитет. Значи има и мигови кога пред се натрешниот порив ги побива сите рација. И тогаш се прават и обично убавите фотографии. Кокино нуди многу такви можности. Меѓутоа, работејќи нонстоп на тој екстериер, е посебно тешко и посебен предизвик, затоа што, речеме, ако се работи астрономска фотографија, таа се припрема многу долго. Уште пред 6 месеци се добива најава за дадена ситуација, да речеме месечината во некој маркер, па колкава е тоа видно поле, па кои објективи треба да се земат за тоа видно поле да се следи, па сите пропратни елементи што треба да ги обслужат